Со 62 гласа за во македонскиот парламент синоќа е усвоен буџетот за 2021 година, со кој е предвидено да се потрошат 247,5 милијарди денари, односно нешто над 4 милијарди евра. Според предлагачите, буџетот има три главни приоритети – здравство, економија и зачувување на стабилноста на работните места. Со буџетот планираме да обезбедиме високо ниво на реализација на капиталните инвестиции во делот на гасификацијата, железничката и комуналната инфраструктура, како и за изградба на социјални станови. За поквалитетен живот на граѓаните обезбедивме 937 милиони денари за изградба и реконструкција на канализации и водоводи во општините. За следната година веќе обезбедивме 615 милиони денари за изградба и санација на локални улици и патишта во општините, многу значаен проект за подобрување на урбаното живење и на посебни наменски средства. Парите веќе се стигнати или во следните 10 дена ќе стигнат на сметки на општините. Годинава повеќе пари се планираат и за општините и тие главно ќе бидат насочени кон воедначен развој на посиромашните со побогатите општини. Подобрување на финансиската стабилност и самостојност на општините, со воведување на систем на воедночување, како поддршка на помалите и посиромашни општини и систем за перформанс или наградување на поуспешните, кој што законски треба да го смислиме во следниот 6-месечен период. Еден од клучните приоритети ќе биде патната инфраструктура, но предвидена е изградба на нови социјални станови. И наредната година во нашиот буџет имаме предвидено над 130 милиони денари за реализација на ваков тип на објекти, а можам да кажам дека за 2020 година од нашиот буџет на Министерството за транспорт и врски ги реализиравме сите средства за изградбата на вакви социјални згради на држава. На донесувањето на буџетот не присуствуваше опозицијата, а пратеникот од Левица Димитар Апасиев на својот Facebook профил напиша дека гласањето било неуставно затоа што за буџетот гласал и новоизбраниот градоначелник на Штип.